Токаја Органика е синџир на мексикански ресторани во Калифорнија и Аризона. Оттаму најавија дека тие до крајот на годината во САД и странство ќе отворат уште 11 ресторани. Извршниот директор и коосновач Тош Берман вели дека вегетаријанската порака е едноставна. Тука е порака за подобар живот, подобро живење од гледна точка на здравјето и врз влијанието врз животната средина преку состојките што ги внесуваме во нашето тело. Ерик Гален и Джулија Роуз се постојани муштерии. Гален вели дека добрата вегетаријанска храна е неопходна за него. Денеска, например, започна во 7 часот, ќе имам 8 состаноци. Ако не јадам добро, не се чувствувам добро, немам енергија, тогаш не функционирам. Продавниците за храна како оваа во Лос Анџелес исто така се приклучуваат на овој тренд. Менаџерот на Erewhon Organic Grocer Джойс Де Бриванис вели дека вегетаријанството е во пораст. Вегетаријанската филозофија се прошири и во производството на облека и козметика, каде се користи мед, восок и кератин. Во лондонскиот кварт Хакни, Джеймс Фишер го отвори вегетаријанскиот фризерски салон Vibe. Сакавме да бидеме еколошки одржливи колку што е можно повеќе. Да бидеме вегетаријански фризерски салон е каде се користат органски вегетаријански производи. Освежителните пијалаци што ги служиме се исто така вегетаријански. Сара Медок е клиент во салонот. Избрав да ја правам мојата фризура во Vibe, затоа што ја ценам етикетата на компанијата. Се обидувам да ги осогласам начинот на кој ги трошам парите со вредностите во кои верувам. Многу ми е важно. Според извештај на американската компанија Grand View Research, глобалниот пазар на вегетаријански козметички производи се проценува на вредност од 12,9 милијарди долари. Според истражување на компанијата Global Data, 6% од американските потрошувачи од 2017 тврдат дека се вегетаријанци. Тие беа само 1% во 2014-та.